Во името на Отецот и Синот и Светиот Дух, браќа и сестри во Христа Бога. Денешната парабола, тоест споредба, Господ Исус Христос ја кажал 3 денови пред да биде распнат. Целта му била да ги разбуди јудеите, да ги подсети дека биле избран народ за да ги водат сите други народи кон Бога и да ги предупреди да не го повтораат гревот што го извршиле против пророците, отфрлајки ги светите пророци со презир, со биење, со убиство. Тие биле лозјето за кое се погрижил и го уредил Бог, домаќинот на лозјето. Тие, за жал, заборавиле дека треба да принесат плод со благодарност пред домаќинот, се покажале како лоши лозари. Неблагодарноста ги одвела дотаму да посакаат да го присвојат лозјето за себе, така што откако ќе ги изгонат сите слуги што им ги испратил домаќинот и конечно откако ќе го убијат и неговиот син, кој бил последна пречка за да ја остварат својата разбойничка намера да го узурпираат лозјето. Предобриот домаќин им го испратил својот син и покрај нивното сурово однесување со надеж дека ќе се засрамат од мојот син. Колку несватлива е Божјата љубов, колку е големо неговото трпение. Наместо да ги казни збеснатите лозари, тој повторно и повторно им дава шанса да се освестат, да се покајат, да познаат дека, како што вели свети апостол Павле, Бог кој во старо време, откако многу пати и на многу начини им зборуваше на отците наши преку пророците, во последниве денови ни зборуваше преку Синот, кого го постави за наследник над се, преку кого ги создаде и вековите. Исус Христос е поголем од најголемите, најправедните слуги или пратеници што дошле пред Него. Тие носеле пораки од Бога, а Тој го носи самиот Бог. Тие им кажувале што сака Бог, Тој пак им го покажува самиот Бог. Тој е каменот што го отфрлиат зидарите, но стана глава на аголот, главна референтна точка во историјата на светот и човештвото. На крајот, сите нас ќе не суди нашиот одговор кон Божиот Син, каков став сме зазеле кон Него, како се однесуваме во нашиот живот и во овој свет. Во секој случај ние формираме наш одговор кон Исус Христос, дури и кога мислиме дека го игнорираме. Колку ли голем број луѓе од утро до мрак работат во денот осветлен од сончевата светлина, но не креваат глава и не помислуваат на сонцето. Колку ли голем број луѓе го минуваат својот век во светлината, силата и помошта Божја, но не се свртуваат кон Бога, не помислуваат на Бога. И сонцето се уште свети и Бог продолжува да ни помага и да не трпи. Колку и чудно да звучи. Бог верува во човекот и го воведува во овој живот со голема доверба. Слободата што ни ја дава Бог ќе ја искористиме благодарно и одговорно или дрско и разбойнички. Секого од нас Бог го поставил со голема доверба онаму каде што живее, онаму каде што се движи и работи сега и овде. Го поставил со труд да го усовршува она што од Бога го наследил. Да биде благодарен, а не одметник со план како да приграби што повеќе за себе. Како и да е, кога ќе дојде Господарот на лозјето, неизбежно ќе дојде и денот да се положат сметките. Да не заборавиме дека сме наемници во едно лозје што не ние, туку некој друг го насадил и уредил. Да не го присвојуваме само за себе она што ни е позајмено, да го обработуваме, да го умножуваме за општа корис и да му благодариме на домаќинот, на добриот Творец на се. Имаме голема одговорност за нашиот живот, за нашите ближни и за овој свет. Нашата задача ја слушнавме неколку пати во текот на светата литургија. Самите себе, еден друг и целиот наш живот со благодарност на Христа Бога да го предадеме. Да се принесува животот на Бога, значи сите Божји дарови да се живеат, да се споделуваат и да се трошат во служба на ближниот. Воспротивно, кога човек не живее како благодарствено,
како евхаристиско битие, со гревот на неблагодарноста и неодговорноста прави грев, го повредува ближниот на општествен план, ја разградува заедницата и на глобално ниво причинува светски еколошки катастрофи. Патем кажано, екологија буквално значи наука за домот, зашто икос на грчки е дом, што пак не упатува на денешната парабола за одговорно или неодговорно, домаќинско или недомаќинско однесување. Дали размислуваме и за земјата како за заеднички дом и со што можеме да придонесеме за одржување и подобрување на состојбата на локално и на глобално ниво. Ние денес, браќа и сестри во Христа Бога, собрани сме на света литургија, која уште се нарекува и света Евхаристија. Евхаристија, знаеме, значи благодарење. И на оваа благодарствена служба ја читаме молитвата во која се вели: секој добар дар е од озгора што доаѓа од Отецот. Да му благодариме на Бога за се и за самиот дар на животот. Амин.